Добро вечер во уште едно издание на емисијата Став. Овој пат со нас господин Ивица Костовски, советник од ЛДП во Советот на општина Куманово, односно во советничката група коалиција предводена од СДСМ. Најпрви добро вечер за вас и ви благодарам што се озвавте на нашата покана за учество во емисијата Став. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата. Ја користам ова прилика да ги поздравам сите ваши гледачи на вашата телевизија Плюс. Веднаш ќе почнеме со работа, значи Советот функционира, се одржаа само 3 седмици, релативно кратко за да ја оцениме работата, но може да се потенцира од она што го знаеме и вие како претходник советник имате искуство, доста разновиден совет во однос на возрастната граница на советниците. Какви се вашите очекувања? Па за сега е многу рано да се зборува за ефективна работа на Советот и на новиот градоначелник Максим Димитриевски, затоа што релативно, како што самите кажавте, кус период од месец дена. Претежно нашата коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз, постарите советници сум јас, другите советници се млади, релативно млади, и по години и по искуство во политиката, така да ќе им треба време малку да им оставиме за да поточно видиме како ќе работат. За сега се добри, иако имаме одржано само 3 седмици. Што се однесува до работата на градоначалникот Максим Димитриевски, тој е искусен во политиката од поодамна, беше во претходниот состав, мислам, 2 мандати, беше председател на Советот на општина Куманово. Претходно советник, така да има доволно искуство, но секако месец дена е краток период за да ги согледа сите проблеми кои се наоѓаат во општината, во самите јавни предпријатија, во јавните установи. Ке му треба доволно време, на добар пат, гледам дека напорно работи, секојдневно бара анализи, согледувања и бара начини како да им помогне на самите јавни предпријатија и јавните установи. Го знае она водејќи се одана парола дека здрави и јаки јавни предпријатија прават здрава и јака општина. Тука мора да се потенцира дека иако се одржаа само 3 седмици на Советот, на 2 имаше навистина интересни моменти кои што беа и за јавноста и за нас како новинари. Прво беше она барање за ревизија на материјалното финансиско работење на општината предводена од претходниот градоначалник господинот Зоран Дамјановски. Предложена беше од советникот исто така со искуство, мора да признаеме, Зоран Петрушевски, прифатена од сите советници, вклучително и партијата од каде што доаѓа господинот Дамјановски, која што и од вашата советничка група секако. И вториот момент кој подоцна ќе го искоментираме во емисијата е напуштањето на седницата на Советот, на последната седница на Советот, на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН за подобра Македонија во знак на револт од последните случувања. Првин за ова што беше ревизија и прифаќањето и од страна на градоначалникот и од страна на советничката група од чија што партија потекнува Дамјановски. Нели е малку необично истиот ревизор кој што го извршил работењето на самата локална самоуправа сега повторно да прави ревизија и сам себе си да се негира доколку се открие, или како оди тоа законски, ако можете подетално да објасните? Така, да бидам искрен, на самиот предлог на самата седница да се вметне точка за финанско работење и ревизија на финанско работење на општина Куманово, јас гласав против. Тоа го има во листникот, можете да го погледате слободно. И не сакав да се таа точка вметне на дневниот ред. Ќе кажам и зошто. Од неколку разлога. Првиот разлог, мислам дека во изминативе 11 години општина Куманово имаше толку многу ревизии, не само општината, туку и јавните предпријатија. Ревизија од Државен завод за ревизија, стопански криминал, финансова полиција, значи 2006, 2009, 2011, 2013 и последната ревизија што беше направена за 2015, 2016 и 2017, резултатите од таа ревизија стигнаа пред некои 2 до 3 месеци пред да се промени локалната власт. Сите тие ревизии, сето тоа чешлење што беше и на финансиското работење на општинските структури и на работењето на градоначалникот Зоран Дамјановски, бева во ред. Не најдува никакви мотиви, никакви разлози за незаконито работење на самите финансии во општината. Имаше и пресконференција од претходниот градоначалник на оваа тема. Значи, од тој повод гласав против, затоа што мислам дека поново воведување на нова ревизија од страна на Државен завод за ревизија
се одвија неколку месеци. Тоа е макотрпна работа која ќе им одземе доста време на самите вработени и во општината. Тоа нивното драгоцено време што ќе го изгубат, давајќи им документи, преснимувајќи, одделувајќи слободно време, може да го искористат за давање на подобри услуги на самите граѓани на општина Куманово. Тоа е една работа. Втора работа, сето тоа кошта. Значи, материјално, финански пари на граѓаните ќе одат без потреба, тие исти пари може да се употребат за некои поадекватни, по-добри цели. Или некои делови од нашата програма кои се предвидени во овој 4-годишен период. Тоа е втората работа. И третата работа, не треба да бидам правник, јас не сум правник по вокација, не сум ни експерт по право, меѓутоа ќе употребам една здрава логика како нормален граѓанин. Дали истите луѓе во Државен завод за ревизија беа тогаш и сега се? Дали сега новиот извештај нив ќе се разликува еден од друг? Ќе се постави прашањето. Ако се разликува, зошто тогаш бил позитивен, сега негативен? Некој треба да сноси кривична одговорност за тоа. Истите луѓе не можат два различити извештаја за исти временски период да направат. По таа логика, гласа против, мислам дека не треба се троши времето и на самите запослени во општината и новите финансии, меѓутоа, после тоа дојде до една координација на нашата коалиција, една кратка пауза имаше пред да го гласаме самиот предлог на господинот Зоран Петрушевски и коалицијата на ВМРО. Во една кратка консултација донесовме заклучок дека нема што да се крие, дека истата таа ревизија може слободно да дојде, дека нема ништо ново да пронајде, дека е добро за граѓаните на општина Куманово една за секојаш да се скине онаа фама за незаконито работење на самата општинска структура и на работењето на бившиот градоначелник Зоран Дамјански. Затоа го променив својот став и гласав за. Значи, сметате дека на овој начин ќе му се возможи еден така наречен чист пат на новиот градоначелник, без да во понатамошното работење на седниците, без да се постојано потенцира дека секако и двајцата потекнуваат од иста партија, да се потенцира дека се влечат, да кажеме, одредени негативни појави пред се во законското работење на општината и на јавните предпријатија, вклучително кои што се носечки во нашиот. Втората, она што се случи на последната седница, мора да потенцирам, е дека, како и во останатите совети на општините низ државата и коалицијата предводена од ВМРО ДПМН во Куманово ја напушти седницата, секако изразувајќи револта за нивните сопартици кои се приведени од последните случувања од 27 април. Како го коментирате овој потек на вашите колеги од опозицијата и воопшто како го коментирате последните случувања? Навистина постојано се слуша за нив и речиси сите информативни изданија се наменети токму за оваа тема. Така. Како да се оставаат настрана сите проекти кои што треба допрва да се реализираат и да се посветува внимание токму на ова. Така, значи нивно демократско право на моите колеги од коалицијата на ВМРО е да доаѓаат на седници, да не доаѓаат на седници, да прават тоа што го прават, тоа е нивно демократско право. И во таа работа не сакам да се мешам. Меѓутоа, како човек, како политичар, како советник, мислам дека грешат, многу грешат. Не знам на кого дават поддршка. Ако го земеме и анализираме настаните од 27 април, сите граѓани на Република Македонија, не само на Куманово, видоа со своји очи на телевизиски снимки како беше малтретирани, тепани и новинари и наши представници во парламентот, нашите представници на граѓаните во парламентот. За мене лично како граѓани тоа беше едно добро подготвено сценарио од врхушката на ВМРО, кое сакаше, имаше некои одредени цели да воведе некоја воредна состојба и со тоа да се спаси од сите криминали кои имат направено во изминативе 11 години. Ако сакаме како граѓани и на општина Куманово и на Република Македонија, а сите, искрено верувам дека сите го бараат тоа истото, правдата да важи за сите. Онда мора да важи и за тие настани од 27. За сите луѓе што незаконито влегоа внатре. За сите они кои им ги отворија вратите и ги насочуваа во оној лавиринт од ходници, да ги знаат сите. Сега, еден мој личен пример ќе ви дадам. Имав таа чест да одам во парламентот во посета на нашите представници од од ЛДП во парламентот. Едва и тие самите се снаоѓаат во тој лавиринт, а не некој од улица да дојде да влезе првпат и да ја најде салата каде што беше припремена пресконференција на господинот Зоран Заев. Тоа е нонсенс. Ако бараме правда за сите, а верувам дека сите сме еднакви пред законот,
Законот треба да важи за сите подеднако, и за обичните граѓани, и за функционерите, и за министрите, и за премиерот, и за сите. Онда мора да постои судска завршница и со одредени санкции за сторените кривични дела. Кога се спуштиме на локално ниво, се најавија бројни проекти. Така. Дали вие како ЛДП, како да кажеме така наречена мала политичка партија, она што го носат сите помали политички партии во сите коалиции, буквално и оние кои што се на власт, оние кои што претходно беа на власт, имаше одредени забелешки од малите политички партии дека недоволно се слуша нивниот глас. Дали вие го имате тоа чувство? Долги години коалицирате со СДСМ и кога беа опозиција и сега кога се на власт. Конкретно, дали вашите идеи кога ја составувате, програмата со која настапувате на изборите пред граѓаните, дали се слушаат вашите идеи за реализација на одредени проекти од членови на вашата партија? До сега имам слушнато дека дел од проектите буквално, ајде да не се изразиме погрешно, би биле преземени, не е друг збор да употребуваме, и од ВМРО-ДПМН и од СДСМ. Така, прво, она констатација мала, така наречена мала партија, не ми се допаѓа. Може би по број на членови сме мала политичка партија, меѓутоа по организациони способности, по самата организација, поготово може да зборуваме за општинска организација во Куманово, е многу функционална, многу добро организирана и многу дава позитивни резултати. Ке дојде времето кога тоа ќе го покажеме, нормално кој ќе се створат услови за равноправна и фер борба на сите политички партии, мали и големи, исти да бидат сите. Што се однесува на второто околу слушањето и прифаќањето на наши проекти во метување на програмата, овој пат и одевме на локални избори со заедничка програма. Нешто дел прифатија, меѓутоа свесни сте сите дека како поединец, еден советник во една широка коалиција, голема широка коалиција, не можеш да ја играш главната улога, ќе играш некоја споредна улога, споредна роља, но сепак се наметнуваме со своји ставови, со своји идеи, или да вметеме наши во програмата, или пак да ги коригираме, да укажуваме, да даваме своји идеи, дали таа нивна идеја е добра или не. Тоа сте имале одредени, да кажеме, несогласувања понекогаш во досегашниот период, не зборувам за овој совет кога секако, тоа и понатаму така ќе биде, нажалост така е, помалите се секојаш малку маргинализирани на страна ставени, така, меѓутоа се бориме колку можеме да даваме и своји идеи, да учествуваме активно во креирањето и остварувањето на сите програми што се од целата наша коалиција. Тука се најавија голем број на проекти, значи јас слушнаа граѓаните изборната програма со која настапи градоначалникот сега Максим Димитриевски, секако советниците во кои сте и вие тука се залагате за транспарентно работење на советот, тоа се реализира веќе, има пренос во живот на седниците на советот. Меѓутоа, од она што е клучно секако е инфраструктурата и комуналните потреби, решавање на комуналните потреби на Куманово. Куманово долги години беше единствена опозицијска, не би кажала единствена, меѓутоа навистина голема општина која што не можеме да ја споредуваме сега и општината Ранковце, која не со никакво неподценување, меѓутоа Куманово е 110.000 град. Имаше одредени, се почувствува тоа и граѓаните го почувствува и го признаваат и тој од коалицијата за подобра Македонија, иако не јавно, дека имаше одредени, да кажеме, стопирање на одредени проекти кои што бенефит би почувствувале самите граѓани на Куманово. Очекувате ли сега, кога и власта, централната и локалната се, да кажеме, компатибилни, односно и СДСМ е на централно и на локално ниво, на Куманово конечно да му се вратат оние средства кои што секако граѓаните на Куманово ги даваат и придонесуваат за буџетот на Република Македонија? Така, сега е нешто полесна, бар за мене е малку полесна работа. Сите сме свесни дека во изминатиот период од 11 години општина Куманово беше ставена на некои маргини, на некоја црна листа што се однесува на помошта, финански средства од централната према локалната власт. Сите други градови беа помогнати во полно капитални проекти. Куманово има 0 денари добиено финанска помош од централната власт за 11 години. Втора работа, општина Куманово аплицираше неколку пати да добие кредит и за да може со тие кредити да направи и да оствари дел од својата програма или некои покрупни капитални проекти. И тоа не можеше да го добие во изминатите 11 години, чак што више се одеше до тоа да
И она кревката финансиска ситуација на општината се блокира и за овие 10 години да се исчупа од општинската каса, од парите на граѓаните, некаде околу 5 милиони евра по разлози на различни тужби, блокади, кои секојаш блокади, ама блокадите се основа на тужбите кои експресно беа донесувани од судовите во корист на тужената страна против општината. Тоа е некаде од прилика околу 90% сите ги добија случаите. Да не се подсетиме само на неколку главните милиони и пол евра за зелен рид, за вишните денационализација која беше направена 75-та година кога Република Македонија го има направено и Република Македонија требаше тие средства да ги исплати, а не да ги стави на товар на општинската каса во Кумано. За октомвриска дел, за октомвриска револуција, новата црква и така натаму, дел од нив се исплатени, дел уште чекат, меѓутоа фактот е дека некаде од прилика околу 5 милиони евра исчупа од општинската каса. Не им помогна со денар. Не дадува ни еден кредит, како што добија кредитите општина Карпош, како што добија кредити општина Прилеп и така натаму, и со тие пари правија некои капитални проекти. Кумано не доби ништо. Се надам сега со централната власт, која е во наши раце, предводен од премиерот Зоран Заев, дека Кумано напакон ќе го добие оно заслуженото, ќе се врати назад во нормала. Значи, ќе отпочнеме со некои капитални проекти, ќе се финансира повеќе за Кумано. Она блокада од 11 години, она што го издржавме сите во Кумано како граѓани, сега ќе се врати како бенефит на граѓаните на општина Кумано со помош на централната власт финансиски, дали во областа на изградба на нови градинки кои се рак-рана во Кумано веќе со години. Значи Кумано има потреба од 2 па и 3 градинки. Некаде околу 680 деца чекат влез во градите да може нормално да функционираат. Сега овој изградбата, реконструкцијата, адаптацијата на речното корито на реката Липковка. Меѓутоа тоа се странски пари, господине Костовски, тоа се од UNDP преку донации, секако. Така, ама тука треба да влезат и некои пари од централната власт. Значи заедно една спрега централната, локалната власт, UNDP, сите помошни донации од страни донации треба да резултираат со некои решавање на крупни капитални проекти во општина Кумано. Еден од проектите кој што беше најавен неодамна од градоначалникот Димитриевски е и она што тој можеби најмногу го форсираше во текот на изборната кампања е одстранување на возилата од јавнопрометните површини, целосна наплата на паркинг услугите кон предпријатието каде што вие сте вработени, можеме тука накратко и да споделите некој искуство од предпријатието. Почна тој проект, има одреден дел од граѓаните се согласуваат, секако дел од граѓаните негодуваат, меѓутоа она што беше ветено полека почнува да се реализира, не знам до кога ќе истраи ако нема притисоци, она што граѓаните го бараат и што можеше да се види во информативните изданија на Телевизија Плюс е дека граѓаните бараат неселективна правда, односно секаде да помине непопуларниот пајак и секаде да се исто санкционираат граѓаните во сите делови од градот. Така, јас работам во тоа јавно предпријатие, многу добро ги знам тие проблеми, значи една компарација ќе ви направам. Прво, општина Кумано како најголема општина во Република Македонија, 110.000 луѓе, има обележено во централно градско подручје зона А, така наречена зона А, 530, сега со некои измени и дополнување на насочен сообраќај паднавме на 480 позиции места за паркинг простор. Едно Свети Николе кој е многу помалку има 1380. Паркинг 500. Така, еден Прилеп има некаде околу 1600-1680. Како го решиле тие општини што се да кажеме како населбата Карпош, ајде сега да не преудицираме, ама така значи, излегува. Во Кумано треба да профункционира така наречена зона Б. Значи има предвидено во програмата зона Б и зона С. Секако зона Б ќе биде помалку, наплатата ќе биде поевтина, тоа ќе биде гравитира Октомврска револуција, Трета македонска ударна бригада. Меѓутоа затоа треба се направат некои идејни сообраќајни решенја и да се реши еднаш за секојаш тој хаос. Што се однесува на самата ова нулта толеранција сега што се водат овие акции, иницијатива и на градоначалникот и на самото јавно предпријатие, тоа не иде во корист на самото јавно предпријатие. Прилив на средствата нормално се зголемуваат. Сега, ако бараме правда за сите,
бараме правда и за самото паркирање за сите. Еднакви сме сите пред закон. Сите ќе плаќаме равномерно. Дали се работи за председател на суд, началник на полиција, некој општински функционер, некој приватен бизнисмен и така натаму, не е битно. Значи нулта толеранција, нема простување за никој. Ако сакаме еднаш за секојаш да се ослободат тие паркинг простори во централно градско подрачје, да не кружат луѓето со коли барајки слободен простор. 7-8 пати се кружи. 7-8 пати тоа испушта издувни газови, стари коли, така натаму и загадувањето. Значи на 2-3 позиции одеднаш работиме, мислам дека тоа ќе продолжи и понатаму, нема да има простување, мора сите граѓани да се научиме на редот, дека ако сакаш да дојдеш во центарот да го прекриеш своето возило, да се напиеш кафе во Корзо или во Револуција Фуд, има да платиш и паркиралиште. Тоа е тоа. Што се однесува до зоната, беки ги опфатили улиците 11 октомври, 11 ноември, улиците делот околу пазарот, каде што нели живее мултиетничко население, кој што исто така е дел од центарот на Куманово. Така е, би требало ја опфати. Единствено октомвриска поширока централно градско подрачје и како пример некој посочив, значи третата македонска бригада е од влезот на Куманово. Куманово, така. Па се доле до Кисела вода. Значи на тоа мислеби сами од пазар и така натаму. Треба да се направи озбилна студија, сообраќајна студија каде што ќе се реши тоа. Има некои законски норми, прописи кои не дозволуваат сега да го облежиме просторот. Така, има и на општинскиот сајт два проекти кои се нудат во смисла на кружници на влезот од Куманово, како што рековте, и долу кај Митев мост, еве да кажеме, крстосницата. Тоа е една работа, а втора работа сега и во програмата што влезе и што градоначалникот Максим Димитриевски го форсира, тоа е моментално да изградиме некои привремени катни монтажни гаражи, кои привремено ќе го решат оној проблем со паркирање во централното градско подрачје. Дали на овој начин признавате дека имало селективно претходно паркирање на одредени функционери кои што ги спомнавте, дека додека на сметка на обичните кумановци кои морале да плаќаат кога се паркираат? Или се уште оди таа стара начин на размислување, па јас го познавам овој вработен од тие па Куманово паркинг, па тој ќе ме пушти. Морам една работа сега да ви кажам. Значи па службата. Во СВР тоа е јасно на сите. Така. Значи самиот сообраќајен полицаец одлучува кој возило ќе го дигне, кој и на пајак, а кој не. Нашите вработени луѓе само ги извршуваат работите. Ја дислоцираат колата, ја носат на депото и таму наплатуваат за лежарина. Додека на самото лице место самиот сообраќајаc пишува казнени поени или парична глоба во однос према самиот прекршок кој е. Меѓутоа зборуваме за паркинг просторот, мислам дека одлучуваат исклучиво вработените од паркинг. Тоа за пајак подигање секако дека одлучува. Така, но тоа е голема работа. Централната власт беше и полицијата беше во нивни раце, така да имаше немили настани со нашите вработени кои ги заклучуваат, ставаат канџи па после доаѓаше до некој реванш со чекување со приватно возило, отказување. Исклучиво од ВМРО го злоупотребувале, нема припадници на СДСМ. Не можем да кажем дали се од ВМРО или СДСМ. Значи, луѓето кои ја злоупотребуваат својата службена положба и сега се осветуваат на некој начин. Го запера, секојаш може да му најде некој проблем со колата и му пишува казна 300, 400, 500 еври и така натаму. Секако дека имало злоупотреби од сите, мора така да се сложиме имало. Тука исто така проектите кои што навистина ги бараат граѓаните се улиците, кои што мора несомнено да признаеме дека се тече таа програма, усвоена развојна програма 2017, сега ќе си носите нов буџет. Наскоро пак ќе можете собствени проекти. Така, да бидам искрен, значи буџетот се подготвува. Очекуваме дека пред донесување на буџетот ќе ни се достат документите, плановите, програмата, како буџет ќе биде, се уште не знам, значи лично не знам. Ќе има доволно време за разгледување, дополнување, некои наши, да вметнеме внатре некои наши видувања, сугестии, дали се служуваме со ова или со она. Значи, треба овие денови го очекувам да го добиеме сите, да го разгледаме, ќе имаме доволно време и за консултации, и за разговори, и да видиме дали ќе биде развоен буџетот или ќе биде некој. Сега, кога се планира буџетот, знаете, во овие тешки време никогаш не може точно да се предвиди каква ќе биде финансиската конструкција идната година. Дали ќе се соберат доволно средства во општинската каса
Зависи од полно фактори. Затоа и се И дешава од економската состојба, од Так, прометот так. на недвижности, секако тоа да... И што е најбитно една од политичката состојба. Ако имаме немири во државата, политичка турбуленции во политиката, нормално дека и страните инвеститори, па и домашните инвеститори ги чуваат своите пари, не ги инвестираат ни во градби на згради, ни во куќи, нити во изграда на некои нови индустријски капацитети, објекти и така натаму, сите чекаат да се смири. Значи едно здраво општество, една мирна ситуација, едно стабилно општество, правно, каде што владе и правото, носи и поголеми инвестиции и поголем развој и така натаму. После на предходните седници, не се сеќавам точно дали на првата, дали на втората, беше изгласан на ребалансот, се скратија голем број на средства од она што беше планирано на почетокот, секако најголема загуба претрпеа јавните предпријатија на кои им се скратија најголем процент од средствата со кои располагаат. Дела дека тие започнатите проекти, сите директори ги речиси консултиравме, ќе ги реализираат со оние средства кои што ги имаат на располагање и ќе ги префрлат во наредните години. Во наредната година 2018 зборуваме за оние што се нивни значајни проекти, секако значајни за граѓаните. Тоа секако беше пракса последниве години. Вие сте советник со долго искуство, мора да потврдите и вие и ние што следиме подолго време. Се носеше тој ребаланс, навистина беше, како што би кажале советниците од коалицијата, нереален и полн со амбиции. Мислам дека тој збор го користат. Так. Меѓутоа, видите, самиот ребаланс на буџет е една нормална појава, не е баук. Тоа Така го прават сите општини го прават во Република Македонија, па и во собранието на Република Македонија, сведоци сме дека има ребаланс на буџетот. Дали ќе има еден ребаланс во текот на годината или ќе има два, па може и по потреба ќе има и три ребаланси, зависи од актуелна политичка состојба и од прибирање на самите средства во буџетот на општините и на Републиката. Од тоа зависи дали ќе има ребаланс или не. Што се однесува на она скратување на средства, значи таму се скратуваше средствата во јавните предпријатија онаму каде што не постоеше можност до крајот на годината да бидат искористени, а се предвидени во програмата на самите јавни предпријатија. Значи се предвидени за овој последниот месец дена колкави средства ќе ни треба на самото јавно предпријатие ги искористи дали во поглед на електроснабдувањето, замена на сијалици, дали во парките и така натаму. Оние пари кои не постоеше можност да се искористат до крајот на годината, нормално се префрлат за наредната година во буџетот. И затоа имаше скратување во самите јавни предпријатија. И тоа е една нормална работа, јас го сваќам како нормална работа. Се надевате ли дека сега со новиот буџет кој што ќе се донесе, дека ќе биде, да кажеме, пореален, подостапен со помали проекти, а позначајни за граѓаните? Тоа секако се значи улички, асфалтирање, канализација, атмосферска канализација, осветлување, еве во ваша надлежност, односно во предпријатието во кое што вие сте вработени. Претпоставувам дека и таму имате вакви размислувања, нели? Секако си ги знаете и добрите страни, но и негативностите. Дали ќе биде тој така мегаломански буџет или ќе биде буџет кој што ќе биде со поситни проекти дисперзирани насекаде низ големата општина како што е Команово? Иако реков на почеток дека уште го немам добиено, меѓутоа информации кои ги имам до сега, ќе биде пореален во однос на минативе години, ќе биде пореален, значи полесно остварлив буџет. Нема да биде така оптимистички, затоа што свесни сме за самата ситуација, дека не може преку ноќ сега нешто да се промени мегаломански. Мислам дека ќе биде пореален и полесно остварлив. Секако тука ќе бидат предвидени изградба на нови улици, нова инфраструктура, канализациона мрежа. Нашите размислувања во денешно време во 21 век, тоа беше и метнато и во програмата на градоначалникот на самата коалиција, да не сме да постои место, приградско место, без асфалтирани улица или нешто што многу побитно во 21 век, да нема доволно вода за пиење. Или канализација или канализациона мрежа. Септички јами во 21 век е нешто убитешно. Мислам дека тука ќе се насочи претежно самите финансиски средства и тоа е остварливо, реално остварливо. Буџетот ќе биде намален, нема да биде како минати, бар ја колку имам информација. И се надеваме, искрено верувам во тоа дека овој пат централната власт заедно со локалната, заедно со нашите пријатели од меѓународна заедница, ќе најдат начин, сила, можности, финансиски средства на Куманово да му се врати она што го заслужува.
Така, тоа не се подарени пари, никако тоа не треба така Тоа да се се наши свати. пари од граѓаните на општина Куманово. Сепак Куманово е 110.000, влегува со голем процент во креирање, во финансирањето и полнењето на А многу буџетот малку пари на... се враќаат назад. Многу малку пари се враќаат назад. Сега мислам дека тоа ќе биде зголемување на еден позавидно ниво. Јас очекувам дека ќе имате навистина убава и конструктивна дебата како советник со искуство во советот на општината, ќе ги коригирате вашите колеги од самата коалиција доколку негде погрешат, тие се понеискусни дел од нив секако се искусни, и дека ќе водите конструктивна дебата со опозицијата. Се надевам дека дури некои проекти на опозицијата како граѓанин ќе бидат прифатени доколку се до некаде така компактибилни со видувањата на власта. И ви благодарам уште еднаш што бевте наш гостин во емисијата. Благодарам и на вас на поканата. Само да се надовржем на ова, сите проекти што ќе дојдат од страна на опозицијата, а се во интерес и корист на граѓаните на општина Куманово, секако ќе го добијат мојот глас и мојата поддршка. Благодарам уште еднаш на поканата. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете и понатаму со програмата на Телевизија Плюс.